Турските пристаништа сега се затворени за секаква израелска трговија. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган рече дека ембаргото ќе биде укинато само доколку има траен прекин на огнот во Газа. Ердоган ја повика меѓународната заедница да изврши поголем притисок врз Израел, потек за кој аналитичарите предупредуваат дека ќе има пошироки последици. Турција стана првата земја на глобално ниво која во суштина воведе целосно трговско ембарго кон Израел, вклучувајќи извоз и увоз. Турција веројатно сега ќе се обиде да го искористи ова да ги убеди другите истомисленици во исламскиот свет, во арапскиот свет, да следат по нивниот пример. Минатата година турско-израелската трговска размена беше вредна, речиси, 7 милиарди долари, од кои повеќе од 5 милиарди долари беа турски извоз. Израелскиот министер за надворешни работи, Израел Кац, го осуди ембаргото, ветувајќи дека ќе најде алтернативни добавувачи. Но аналитичарите предупредуваат дека израелската економија сепак ќе страда. Го гледаме тоа во автомобили, храна, текстил, метали, навистина многу разни нешта што Израел ги увезува од Турција. Се разбира, има замена. Може да имате други пазари кои го снабдуваат Израел, но веројатно ќе му треба време на Израел да ги најде тие замени, а тоа ќе чини скапо. Израел во голема мера се потпира на азербејџанската нафта, што се доставува до турското пристаниште Џејхан, а потоа се испраќа до израелските рафинерии. Азербејџан е сојузник и на Израел и на Турција. Останува нејасно колку турското ембарго ќе влијае на нивната продажба на нафта на Израел, но аналитичарите предупредуваат дека прекинот на испораките може да има сериозни последици за Анкара. Ова ќе ги натера Турција и Израел да бидат во непријателски односи, зашто ќе требаат многу години да заздрават. Но доколку тоа се случи, тоа негативно ќе влијае и на односите Азербејџан-Турција, не само со Израел. Во Израел, израелците ќе речат: го забележуваме тоа, но имаме други опции. Трговијата историски била лепило што помага во одржувањето на турско-израелските односи во моменти на висока тензија. Сепак, аналитичарите велат дека сегашното високо ниво на непријателство значи дека трговското ембарго нема наскоро да биде укинато. Политичката нормализација меѓу Турција и Израел би се случила само ако има друга влада во Израел и тогаш ќе се решава за укинувањето на трговското ембарго. Сепак, последиците од ембаргото може да се прошират многу подалеку од сегашните влади во Турција и Израел. Наблюдувачите велат дека за обновување на трговијата и довербата може да треба значително време.